Бизнисмените тријат раце откако падна договор за пласман на ефтините кредити од унгарскиот заем за стопанството. Проектите кои долго стоја во фиоките сега конечно ќе може да се реализираат со минимално задолжување. Од Сојузот на стопански комори се задоволни од условите: 1,95% кредитен ризик и 20% учество за да земат кредит. Оттаму велат дека е добро што банките прифатиле да даваат кредити со рочност до 15 години, односно 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, нешто што не е вообичаена пракса за нив. Договореното им одговара повеќе од она што првично било најавено. Сметаме дека тоа е многу поволна, односно одлична камата. Исто така, истото мислење го имаме и за останатите услови од кредитот, бидејќи претходно се во јавност излегува информации дека компаниите ќе треба да учествуваат со 50% сопствени средства, а сега тоа е намалено за над 20% сопствено учество, така што нашето мислење е дека овие услови што се нудат за стопанството за кредитирање на проекти за македонските компании сметаме дека се одлични. Фирмите чекаат условите и официјално да бидат објавени за да можат да почнат со процесот. Се прават последните подготовки за буџетите за наредната година. За 2025 се најавува интензивен инвестициски циклус како од страна на стопанството, така и од страна на државата. Компаниите ќе аплицираат за заеми за вложување во машини, основни средства, деловни згради во обновливи извори на енергија. Во наредниот период како дефинитивно ќе се објават условите под кои што ќе бидат дадени средствата, компаниите ќе го интензивираат размислувањето околу проектите и ќе се дефинираат проекти во тие три области кои што беа спомнати: за тековно работење, за инвестиција во обновливи извори на енергија и за градење на административни и производни капацитети. Секоја компанија поединечно може да аплицира за кредит за проекти до 10 милиони евра. При тоа ќе може да аплицира во деловна банка по избор, на која потоа развојната банка ќе ги префрли бараните пари. Владата очекува со помошта од унгарскиот заем да се покрене инвестициски бран во приватниот сектор од 300 милиони евра. Економскиот раст до година, според буџетските проекции, треба да достигне 3,7%.